Го видовте овој човек во црвен джемпер како стои пред нашата телевизија со големи бели мустачи, тој се вика Александар Чомовски, тој е вашиот домаќин утре секој вторник. Ви препорачувам да бидете со него, како што цел ден денеска некој од вас бе и со мене. А ние последниот сегмент од дебата го завршуваме со нашиот вечерашен гостин, господин Зоран Ангеловски, кој што е новиот директор на онаа прочуена ОТА, оперативно-техничка агенција која чекавме долго време, која што треба да не ослободи од стравот дека нашите телефони, нашите електронски комуникации се прислушуваат. Добро вечер, господин Ангеловски. Добро вечер и на вас и на вашите гледачи. Доаѓате на оваа позиција во време кога Македонија излезе од една траума и од една психоза, би рекол во јавноста, дека се прислушува кога луѓето на телефон не сакаа ни рецепти да разменуваат. Особено ако секој за вас и на торта, например, за да некој да ги препише. И предпоставам дека првото со што ќе се соочите ќе бидат разноразни, како кажам, заговорнички прашања, разноразни забелешки дека дали е баш така, дали точно, например денеска некои мои колеги велат праши го зошто баш во Телеком зградата се преселија, тоа не може да е случајно и така натаму. Како гледате на својата позиција на овој свој нов ангажман? Само да додадам уште, вие сте човек кој што со години има работено во управата за безбедност и контраразузнавање, потоа во агенцијата за разузнавање, во Телеком сте работеле, значи ги имате сите квалификации за оваа работа сега што ја обавувате. Како гледате денеска на ова со што ќе треба барем во некој прв период од веројатно првата година-две да се носите? Во право сте, ние имаме богата историја на нерегулираност на оваа материја на прислушкувањето во Република Македонија. Ако се сеќавате на почетокот од независноста на Македонија, во уставот беше стикно забрането секаков облик на прислушкување. Господин Ангеловски, јас се сеќавам и на Ранковиќ, што 60-тите години Југославија, кој падна заради тоа што му ставаше бубачки на Тито во спалната соба. Но секако е ова точно. Таа историја е прилично богата на Балканите и секогаш Балканите биле фасцинирани со тоа прислушкувањето е некој архетипски тип на разозналост, веројатно кај населението, иако мора да се признае дека и во другите цивилизации, и во другите народи и служби, оваа тема е секогаш актуелна и присутна, но не се случил ваков скандал како овој нашиот, со така големи размери и така драматични последици по политичкиот живот во земјата. Нерегулираноста на оваа материја датира негде до 2006 година, кога беше донесен првиот закон за следење на комуникации и кога во тоа тогашно решение беше предвидено дека операторите треба да имаат овластени лица надлежни за спроведување на мерката, за преку медијацијските уреди да се спроведе мерката до надлежните органи. Во тоа време беа Службата за воено разузнавање, Управата за безбедност и контраразузнавање како главен носител на оваа дејност во Република Македонија и Бирото за јавна безбедност. Тој закон во реалност никогаш не заживеа. Сето тоа го спроведуваше всушност Управата за безбедност и контраразузнавање, со тоа што операторите никогаш не дојдоа во можност да преку нивните овластено лица на некој начин регулираат таа материја. Ово кажам затоа што во тоа време ја бев овластено лице во T-Mobile за спроведување на мерката и ова што сега го правам во ОТА, што го направи во ОТА и тоаш го спроведува во Телеком. Значи беа подготвени сите услови за спроведување на мерката, во соработка со Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации во тоа време беа створени тие услови. И кога беа поканети Управата за безбедност и контраразузнавање да се пренесе опремата и да опремата почне да се активира по пат на судска наредба, како што беше предвидено во законот, едноставно беше кажано дека има некоја несправност кај другите органи, кај другите оператори, за сето тоа да биде одлагано. Помеѓу време бев отстранет од компанијата, со образложение дека непознати лица донеле одлука да си одам. Тоа се годините кога се открија прислушувањето? Тоа е 2008 година. Така да, подоцна се промени законот, па тие законски решенија кои беа променети падна и на Уставен суд, но тоа не се почитуваше, за да стигнеме до оваа голема афера. Знаете, има една, ова стално го кажам во последно време, една пословица, кога народ не знае некоја пословица од каде потекнува, вика дека е кинеска. Да. Таа вели дека ако нешто се случило еднаш, не мора да се случи втор пат. Ако се случило два пати, неминовно ќе се случи трет пат. Ние имавме аферата Синапица или Дувло, негде 93 година,
Имавме и 2001 година големото уго. Така е. Последица на големото уго беше потребата да донесење на овој закон за средна комуникација 2007 година, 6-7. Кога ме отстранува Телеком, им го кажав ова последица дека не минорно ќе се случи. Ова кинеска поговорка. Ова кинеска поговорка. Има уште една кинеска поговорка, стара кинеска поговорка која вели не верувај во старите кинески поговорки. Така да, аферата што подоцна произлезе беше каузалитет. Каузалитет на една нерегулирани односи, на една неодговорност. Се работи за опрема која е прилично моќна. И во тоа време, и особено денеска, предпоставам, бидејќи во меѓувреме таа опрема и воопшто технолошките можности достигна врвови. Значи, опремата, како и се во технологијата, ги прати трендовите во технологијата. Можностите кои опремата ги има се големи. Секако се големи можности за одмигнување на и за обиколување на таа вечна игра помеѓу двете страни. Но независно, таа неодговорност со владењето на таа опрема донесе до драматични последици во Република Македонија и потребата за една ваков нов закон и формирање на оперативно-техничка агенција која е независен државен орган, формиран од страна на Собранието на Република Македонија и се јавува како посредник помеѓу операторите и овластените органи. Вие му одговарате на Собранието? Фактички не само на Собранието. Ние направивме едно законско решение по Република Македонија кое е прилично рестриктивно, едно од најрестриктивните во демократските системи, што е добро. Што е добро. Во моментов, според актуелните законски нормативи, има 7 органи кои може да вршат контрола во оперативно-техничка агенција. Прво е надлежната комисија во Собранието за следење на комуникациите. Второ е Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации во делот на класификацијата на информациите. Граѓанскиот совет кој сега се формира, постапката е веќе распишана. Да објасниме, граѓанскиот совет ќе биде тело составено од цивили кои што ќе имаат некаква процедурална моќ. Со инволвираност на невладиниот сектор и на граѓански организации кои ќе имаат право да се кандидираат на тој отворен оглас, кој е веќе распишан, ќе биде составено од 5 члена со председател и ќе има право да ангажира експерти за да може да вршат контрола врз ОТА. Кои други прават контрола? Дирекција за заштита на лични податоци исто така има право да врши контрола во делот на заштита на лични податоци. Врховниот суд, јавното обвинителство и народниот правобранец. Може да ви се случи на рецепција сите да ви се пријават еден ден да настане голема гужва. Се надевам дека голема гужва нема да настане. ОТА е отворена за соработка со сите овие институции кои ги напоменав, со тоа што ние веќе, јас бев во посета на комисијата. Тоа сакам да ви прашам, дали веќе некој ви направи контрол? Не. Се уште нема контрола, имавме една средба со комисијата за надзор за следење на комуникациите во парламентот, во Собранието. Мислам дека беше многу успешна средба. Таа води господинот Димитриев, бившиот премиер. Јас ги известив членовите на комисијата за сите аспекти, сите проблеми со кои се соочуваше ОТА во формирањето, затоа што роковите за да ОТА проработи на 1 ноември беа прилично кратки. Имавме јас како директор поставен на 7 септември, имав некои 50 на дена за да се формира оваа оперативна техничка агенција. Најдов на полно разбирање кај комисијата. Мислам дека ќе имаме успешна соработка и од страна на позицијата и од страна на позицијата. Добро, кога ќе кажете успешна соработка, нас од граѓанскиот сектор и од оваа цивилнава страна како новинари ни се дига коса на глава од многу успешни соработки. Знаеме да имаме разни последици. Почнавте ли со прислушување? Односно со давање на услуги за оние кои што тоа легално го прават? Бидејќи сте веќе денеска е 5 ноември. Или се уште има технички прилагодувања? Технички прилагодувања нема, сите тестирања се завршени, ОТА е во функција. Добро. Не можам да зборам за тоа дали има и колку има, тоа е класифицирана информација за која не можам да зборувам во јавност. Она што би сакал да го истакнем е дека би сакал ОТА да комуницира со јавноста преку овие комисии или надзорни тела. Најдобриот начин да ја вратиме довербата во јавноста
не се мои гостувања во разни емисии и обидување да убедам јавноста дека се е во ред. Јавноста ќе убедиме дека се е во ред ако комисиите почнат на вистина да ги вршат овие контроли како што треба. Во минатото овие контроли беа повеќе протоколарни. Тоа се забелешки на самите членови на парламентот, затоа што најчесто беше таа комисија за контрола на следењето од парламентот. Моето инсистирање ќе биде да сите овие надлежни комисии ангажираат експерти, пред се од IT технологијата и од правниот сектор секако, кои ќе бидат во состојба да направат реална контрола на тоа како се спроведуваат. Какви се можностите за злоупотреба? Ќе бидете љубезен да ми ги опишете? Да речеме, сепак како вие решите или некој од вашите вработени да се одметне. Која е можноста за злоупотреба? Доволно е еден човек? Не. Или се процедурите така направени технолошки и овие другиве, административни, зато тоа еден човек не може да го направи? Значи, ОТА е безбедносна агенција, ќе се ръководиме во принципот на need to know. Потребно е да знае. ОТА ќе биде сегментирана за систематизацијата, не можеме да забораваме во детали, секако и тоа е класифицирана информација. Но во ОТА има сектори кои се независни во своето делување. И во делот норматива на приемот на судските наредби, нивно архивирање и анализирање и изготвување на извештаи, и во делот на техниката каде што се контролираат овие LEMF и LEMT уреди. Она што сакам да го напоменам е за прв пат во Македонија овие два уреди ќе бидат раздвоени, значи во техничкиот сектор инженерите од еднината Ќе објасните за јавноста малку со прости зборови што се тие уреди? LEMT уредите се уреди кои овозможуваат пристап со преку медијацијски уреди до операторите. Добро. Значи таму ја земаат информација. Тие се уреди кои комуницираат со централата. Добро. LEMT уредите се уреди кои сигналот кој го презимаат од LEMT уредите го пренесуваат до надлежните органи за следење на комуникации во криптирана форма. Значи, она што доаѓа како сигнал од операторите, во самите LEMF уреди се криптира автоматски и како таков сигнал криптиран се испраќа до надлежните органи. ОТА нема можност за пристап до содржина. Значи, вие не можете да го декриптирате, вие само го трансферирате. Или ако некој се обиде тоа да го направи, ќе биде констатиран и ќе биде фатен. Добро. Значи, не постои можност некој да провали таа содржина што се наоѓа на хард дисковите во вториот уред. Тоа е буквално невозможно, или ако се обиде, прво, безбедносните мерки се на највисоко можно ниво, зоните на безбедност се веќе организирани, постојат системи за наблюдување, постојат логови кои не може да се избришат. Јас знам дека вашата систематизација е класифицирана информација, но мислам дека имате во работните места предвидено една независна контрола во самата агенција, која е самостојна, која може дури и вас да ве контролира. Во право ли сум ако ќе има независно тело, така наречено во самата агенција. Во самата агенција, која ќе биде надлежна да ги преиспитува сите процедури. Internal control, што се вика на или контрола на квалитет и проценка на риск. Тоа тело независно од мене, но по природа на својот опис на работа и задачи, ќе контролира сите сектори во оперативно-техничката агенција и ќе тоа ставува извештаи до мене. Тоа е едниот начин на внатрешна контрола со кој се обидуваме да ги постигнеме квалитетот на и безбедноста на работата на ВОТА. Покрај тоа, ова тело ќе биде како внатрешна контрола единствениот показател до каде сме во нивото на заштита на податоците, за да можеме да кореспондираме на прав начин со комисиите. Додека сме веќе на оваа тема, вие најавивте дека околу 25 вработени ќе има агенцијата, меѓу 25 и 30 претпоставам. На оваа пресконференција во влада кажа дека систематизацијата тоа е акт кој го носи директорот, тоа е веќе изготвена. Тоа секако не е документ кој е непроменлив. Зависно од развојот на станите и од потребите, тој може да се менува. Оваа првична почетна систематизација брои околу 35 места, а со тоа што мора да имате развојна компонента, ја не очекувам дека ќе биде пополната до крај. Значи, очекувам дека ќе бидеме негде меѓу 25 и 30.
Првите 7 кои што ги вработивте се луѓе од Управата за безбедност и контраразузнавање. И тоа подигна една мал бранна нервоза во јавноста, еве се истите луѓе што потоа вие излеговте и разјаснивте дека никој од нив не е вмешан во претходните скандали во УБК. Прво ве прашам дали е тоа точно, значи дали е тоа навистина проверено, и второ, кои ќе бидат следните 20 на луѓе што ќе се примаат? Мала корекција, овие 7 луѓе што се превземени во моментот, условно речено превземени од Министерството за внатрешни работи, не се од Управата за безбедност. Тројца се од Управата. Тројца се од Управата, конкретно вработени во фамозната пета управа. И членот 35 од Законот за оперативно-техничка агенција даваше таа можност да ОТА преземе максимум 7 лица од Управата за безбедност и контраразузнавање поврзани со технолошкиот процес заради континуираност на процес. Така, за да има некој. Не може да очекуваме дека ќе најдеме лица од надвора, инженери кои можат да разберат, да оперираат со ова опрема затоа што е специфична. Добро. Бара некакви презнаења. А во рамките на тие 7 лица ја не земав 7 лица, ниту пак Управата можеше да ми даде 7 лица, реално гледано. Тројца одбрав, ги одбрав по пат на мои проверки. Тоа го кажав и на таа пресконференција прва што имавме. Проверките ги правев сам, затоа што имам богато искуство во оперативната работа и во УБК и во Агенција за разузнавање. И она што и тогаш го кажав, ќе го повтораме сега, беше консултирано и СЈО. Овие лица се во изминатиот период, додека работеле таму, немаат дамки во работењето, тоест не биле инволвирани во прекршување на законот. Другите 4 лица се од Бирото за јавна безбедност преземени од аналитички центар и они се во функција на прием на наредбите. Ова го направивме затоа што ОТА се најде во една незавидна ситуација да во 50 дена не можеше да се распишат конкурси за вработување на лица, затоа што го чекаме ребалансот на буџетот за се стекне со буџет. Овие конкурси ќе бидат распишани после 15 ноември. Сите останати вработени ќе бидат од надвор. Значи, ОТА веќе нема да презима лица од безбедносните органи. Што значи тоа ќе бидат отворени конкурси или отворени конкурси? Според законот, конкурсите ќе бидат објавени на интернет страницата на ОТА, на вебсајтот и во 2 дневни вестника со јасни критериуми што се бари за кои работни позиции, за која е плата и слично согласно со законот за работни односи. И тие ќе идат на јавен конкурс и ќе бидат бирани по пат на јавен конкурс. Ако јас добро ја разбирам оваа материја, а не и случајно дека не ја разбирам добро, ама затоа сте вие тука да ме коригирате, вие практично ќе се потрудите да го сопрете системското прислушување, значи прислушувањето кој што се испостави дека има индустријски големини и дека тој тип на злоупотреби повеќе веројатно не ќе треба да може да се случуваат. Сепак во државата се уште има, мислам дека и во законот има еден член кој предвидува дека и кај јавниот обвинител има опрема за прислушување која се користи за друг вид на прислушување. Оние кои што се резултат на итност, оние кои што се резултат на мобилност и така натаму. Во што е разликата? Дали е разликата само во обемот или е разликата и во строгост на процедурите? Прашањето ми е... Разликата е од тоа што е ОТА надлежна за прислушкување кој се одвива преку операторите. Така. Значи, овој другиот дел на фаќање сигнали што амбиентално прислушкување или прислушкување по други модели во кои не е нужно потребно присуство на оператор, ОТА не ги покрива и не е надлежен за нив. Тоа е посебна глава во Законот за комуникации. Надлежноста тука потпаѓа под јавното обвинителство и тоа е материја која уредува јавното обвинителство со соодветните органи кои тоа го спроведуваат. ОТА нема никаква надлежност. Кажете ми, кога говориме прислушување, ние обично мислиме телефони, но не се само телефони во прашање. Што се друго се занимавате вие? Што се друго заштитувате од злоупотреби? Целиот интернет сообраќај кој оди преку... Значи, имејлови, овој тип на SMS-и, Вибери, WhatsApp-ови и така натаму, сигнали. Сето тоа, ОТА согласно со законот е должна да набави опрема со која ќе овозможи пренос на сигналот кој го бараат властените органи. Во моментот имаме таква опрема, таа ќе треба да се надоградува. Ќе биде предмет на анализи што треба да се докупи и што треба да се набави како опрема за да ги задоволиме потребите на безбедносниот сектор. И убеден сум дека државата ќе излезе во пресред тука затоа што се работи за материја која е прилично сензитивна и убитна. ОТА е овозможува контрола врз начинот на кој овие мерки се спроведуваат.
Значи, со самото тоа што ота ја нема содржината, нема ни интерес да на било кого му овозмежи пристап неовластен до телеком операторите. Каква е можноста, сега ве прашувам како стручњак, како инсайдер во овие работи долгогодишен, каква е можноста самите телеком оператори да прислушуваат, односно да ги следат електронските комуникации? Можно секако постои, но не постои интерес кај нив. Не гледам мотив зашто тоа би го направиле, затоа што на крајот од денот ОТА е таа која контролира операторите. Има функција, тоа е оперативниот дел на ОТА се однесува на контрола врз операторите, преземен е член 181 од Законот за електронски комуникации. Оваа контрола ќе се одвива по јасно утврдени протоколи. Ние веќе го направивме првиот состанок со операторите. По наредните 30 дена ќе ги испегламе тие протоколи и начин на соработка и начинот на кој ОТА ја врши контролата. Они се, како оператори, обврзани да обезбедат квалитет на сигналот и достапност до сите содржини што ги имаат во своите централи, за да може ОТА да ги преземе. Случајно е што сте сместени во зградата на Телеком? Ево тоа да ве прашам. Тоа беше нужност, буквално, затоа што го објаснив тоа и на пресконференцијата пред некој ден. ОТА мораше да профункционира на 1 ноември заради политичките околности во земјата. Значи, не бевме од состојба да промениме еден системски закон да се донесат дополнителни месеци се пробијат роковите и така. Да се пробијат роковите. Единственото место, тоа одговорно го тврдам, во вака краток временски период можеше да се смести ОТА беше Телеком. Ова го знам затоа што имам работено таму во Телеком. Сите Black Fiber конекции кои се потребни за безбедно комуницирање помеѓу овластените органи и операторите имаат чвориште таму, значи таму се поврзани. Ние успеевме како ОТА, јас како директор да испреговараме изнајмување на одреден простор од Македонски Телеком. За ова беше запознат и ВИП како нивни конкурент, без да има некакви алузии дека ние нешто шуруваме со или ги протежирам како бивши работен Телеком, напротив, не е тоа воопшто така. Ова е едноставно технички причини заради кратките рокови, а и заради безбедноста на конекциите кои се неопходни за да можеме да ја остваруваме функцијата. Покрај тоа, таа зграда на Телеком има карактеристики кои се специфични за тие потребни систем сали. Висини, цврстина на градба, комуникацијски водови, УПС, обезбедена енергија и слично. Така да во краток период само таму беше возможно да се етаблира за вако краток временски период. Се тоа е резултат на крајот на криштата на интервенцијата на ПРИБЕ и на меѓународната заедница со притисок да се промени тој однос кој што беше во Македонија не доведе до таму до кај што не доведе. На крајот мојот впечаток е дека добивме систем кој што е построг дури и во некои западни земји каде што ова се спроведува, нашиот има повеќе кочници, повеќе контроли. Дали некој од странците комуницирате ли со некој од странците сега откако ја отворивте ОТА и што се нивните впечатоци? Имаат критики некакви? Сега може да сте вие погрешен човек, ја тоа да ве прашам, може да треба странците да ги прашаме, но сепак какви се вашите впечатоци? Имам редовна комуникација која сум избран со представништвото на Европската унија овде во Македонија. Сме во редовна комуникација со нив, можам и да истакнам дека амбасадорот Жбогар беше во посета на ОТА веќе вториот ден. Веќе ве посети? Да. Аха. Во тајна мисија, бидејќи не објавија. ОТА се обидува да биде транспарентни, ќе биде транспарентна оно колку што може. Да, ма и Жбогар не објави, затоа бе во тајна мисија. Покрај другото има редовна комуникација со НАТО. И они ќе дојдат во посета на сите други безбедносни органи покрај нив и на ОТА. Во таа комуникација ќе се обидеме да ги имплементираме највисоките НАТО стандарди во работата на ОТА. Се работи за прилично сензитивна материја, се работи за прилично сензитивна опрема. Оно што сакаме, при крај сме со емисијата, веројатно да го истакнаме, именно правило на катаната, која го викате, како експлозива на крај. На времето кога во Јапонија се правени овие катани, било потребно многу време да се изработи, се сметани како специјално оружје. Има правило како специјалното оружје се користи. Значи, тоа се користи за одбрана на царот, или доколку не успееш да го одбраниш царот, или сами од себе да се
да се самоубиеш. Самоубиеш. Ако ги прекршиш правилата, значи вие не можете со катаната да убивате недолжно население или животни или не знам што. Ова правило на катаната ни се случи нас во Македонија. Злоупотребата на ова специјално оружје доведе до последици да буквално овие што тоа го правеа ритуално се самоубија на крајот. Да. Значи играње со вака специфични опреми е недозволиво и е со долгорочни страшни последици. Работата на ОТА е како посредични орган да го оневозможи злоупотребата и да стави некаков ред во оваа материја. Се надевам дека никогаш нема да ни се повтори. Не се надевам, убеден сум дека нема никогаш да ни се повтори. Гарантирам со целиот свој интегритет. Има една стара кинеска поговорка која вели никогаш не велете никогаш. Да. На крајот од овој разговор да оставиме на времето. Ќе дојдат сите овие комисии, ќе имаат своите извештаи. Процените сами. Право да ви кажам, бидејќи ние секојдневно известуваме од процесите кои се одвиваат во кривичниот суд, ние знаеме за ова што говорите, дека навистина тој тип на злоупотреби потоа долги години веројатно носат последици по тие што ги правеле, така што сме сигурни дека ќе бидете доволно разумни и професионални тоа да се повтори. Господин Ангеловски, јас ви благодарам за овој разговор. Ќе се видиме во нека народна прилика. Се надевам дека тогаш ќе имаме можност и да поразговараме за некакви по-суштински искуства и по-релаксирано се разбира, но и кога ќе помине одреден период, кога ќе се формираат сите овие комисии, па ќе има посети и така натаму, за да потврдат целата оваа материја што вечерва ја разговаравме. Ќе биде така. Почитувани гледачи, со ова го завршуваме дебатниот дел. Вечерва се разбира следува дневник